provući nešto konkretno. Добре ми дојдовте. Вие сте на Телма, ние сме во хотел Лимак, а ова е нешто конкретно. Денешната тема е колку со борбата за рамноправност ние жените заборавивме на собствената женственост и дали ја убивме машкоста на момците. Има ли вистина во муабетот дека жените барајки еманципација си ја губат привилегијата да бидат галени, пазени и чувани како принцеси? Ја претеравме ли ние жените? До толку ли се сменија работите, па се сведе на докажување на моќ кој е подобар и поуспешен, а се заборави на почитувањето, на љубовта и на дополнувањето меѓу половите. Дали се смени тезата, па она што значеше джентълменски гест, сега се сведе на она што? Мислиш, јас сум неспособна да си паркирам или сум неспособна да ги носам кесите? Ова се прашањата кои денеска ќе се обидеме да ги одговориме со моите гости. За малку ќе се иселеше од државава, ама навреме реагираше неговата сопруга и рече остануваме. Официјално најплодниот македонски актер кој работи во Србија. Неговата изјава секој има право да испадне глуп еднаш на 4 години ни дава за право. Уште 2 години да го сметаме за професорски умен. За него не треба најава, туку фанфари. Тони Михајловски. Најтешко во бракот и паѓа компромисот, а најдобрата личност која ја запознала досега е нејзината свекрва. Уште ли ги држи двете тези? Ке ни одговори Нина Јанева. Ако сопругата се слика во долна облека, прав маж се слика со неа. Ако сопругата се пораѓа, прав маж е со неа во сала. Ако жената сака светска кариера, прав маж и вика: јас те сакам и без кариера. Димитар Атанасовски. Во јавниот свет влегува на 15 години како мис на Македонија. Својата кариера од модел ја гради како пеачка, па вели: ако сакаш да градиш успешна кариера, на сцената треба да изгледаш светски, а не да мислиш што ќе кажат другите. Кристина Димитри. Само нека прозвучи нешто конкретно. Се во ред со темата? Имате забелешки? Како беше второто прашање? Темава е како наслов за магистарска за овакво приватен универзитет некој. Проподугачка ти е. Ако некој од нас, посебно од мене и од Димитар, успее да одговори на овие прашања, ние најверојатно ќе бидеме првите мажи на планетава откако постои човештвото. Така некако буде. Секако на крајот ќе видиме. Вие, ако сте искрени, можеби ќе одговорите жените, а ние. Сака да кажат нема да им даваме простор да се доиска и веќе им даваме. Не, сакам да кажам. Чекайте, не се закарувајте на почеток. Не постои маж што донел точен одговор на овие прашања до сега. Големи умови научници. А да е уште жив. Ова не знаеш како да го одговориш, со да или со не? Јас ќе се бранам со молчење, Димитар, а ти као помлад. Пети амандман. Поднеси одговор. Дали може да ми го дадете зборот? Еве, јас мислам дека Не, може ќути Кристина има да каже нешто. Мислам дека феминистки, еве, поради вакви мажи, Збори се. Збори се. феминистките така најмногу почнав, мислам дека некако се споиле и ета се обединиле на оваа тема затоа што се повеќе можеби мажите се доживуваат ета да кажам исто со жената или очекуваат повеќе од жените или па сме имале некој неспособен маж бидејќи јас се пронаѓам во истото па после тоа сме створиле се самите и самите се бориме. Постојат способни мажи, нормално, не го исклучуваме тоа, но да бидеме реални, постојат и мажи кои што се помалку способни од некои жени. Жените со самото тоа нормално или труди се и успе или остави, чека и жали се, така да подобро е да направиш самиот. Добро, сега кога рече неспособни мажи, добро. Да те прашам сега во однос на разводот, дали ти подобра се разведе или твојот поранешен сопруг подобро се разведе? Па искрено, мислам дека јас подобро се разведов. Добро, окей. Димитар, за тебе прашањето, дали ти Не, ја не се подобро- разведов, фала. Дали ти Вајда до подобро крај на се... емисија нема да се разведам, не знам. Зависи како ќе се одвива. Да, Дали управо си. ти, Димитар, подобро се ожени или Сара подобро се омаши?
За Сара треба да прашате Сара да викнете тука. Ти како доживуваш? Малце Не доживувам ја да ти кажам. Мене окей ми е. Што? Како бог? Дали? Не бе, па Кристина дека рече поради вакви мажи сега очигледно дека во еваа емисија ќе треба да им даеме повеќе простор на жените Не, да јас се само не можам докажуваат. со Димитар во нити една емисија се изборам до збор да дојдам, па заради тоа мислев. Не мислев ништо Која во дека ни си... една во две сме биле заедно. Ова ни е втора. Ја не се сеќам, ти повеќе памтиш. Чекајте бе, не се кавгајте на почеток. Нина, дали ти откако се омажи стана подобар човек? Како они што мора да бидат неутрални и мене ќе ме гледаат дома. Да, како не? Не, се шалам. Маче се шалам, маче. Каква хипокризија. Чекај, дај... Беше глумеца тука. Само Кристина, вие ќе бидете Се шалам. искрена. Изгледа За многу работи ми има апгрейд направено и повеќе би рекла дека ми има променато Александар, значи има доба пред него и после него сега. Со него како ќе му да. При би рекла дека он повеќе ме промени отколку Арија кога станав мајка, пошто веќе бевме многу А тезата добро. дека свекрва ти е најдобриот човек што си го запознала? Си стои. Уште. Си стои? Се стои. Дури треба да ја карам. Оти е предобар човек. Дури треба да се расправаме. Си гледа и свекрвата ќе гледа. Добро е. Добро. Гледам. Гледа на емисија. Гледа на емисија. Викаат дека партнерот, односно партнерката, ако се погоди, го вади најдоброто од човекот. Дали ти стана подобар човек од како ја запозна Александра, односно дали таа те направи човек? Па да, после втор робит, значи на некого му треба еднаш, на некого му треба два пати. Мене очигледно ми требаше два пати да си ја пронајдам идеалната моја половина, она што ми недостасува во животот, она што ја не го поседувам. Да, сигурно сум подобар човек. Можам искрено да кажам сега, дури кога ја запознав нејзе некако како да гребев под дното малку. А после тоа во овие години, па тоа е веќе скоро, ние сме едно 15 на години заедно, све ми се промени на подобро. Јас колку и да не, работите околностите околу мене се сосема поинакви, многу подобри од оние што ми беа пред да бидам со неа, така да, реално е тоа. Дали ќе беше исто одговорот на прашањето ако твојата сопруга не беше во моментов овде? Да. Не гледам зашто не. Разбирате. Апсолутно. Тоа е мој конечен одговор. Апсолутно ќе беше таков, да. Ајде да одиме на кај пеачките сега. Кристина, колку ти си комплицирана како партнерка и дали тоа беше причината што имаш еден брак за себе? Па не, причината е добро, јас го сакав тој брак, но причината затоа што тој брак веќе не постои, не сум јас причината за тоа. Како партнер сум голема поддршка во тој момент, јас бев со пејач. И јас бев голема поддршка и немав проблем со тоа дали патува, дали има жени и слично. Имав доверба што се однесува до тоа. Мислам дека со што и да се занимаваш треба да имаш доверба. И најбитно е да го прифатиш партнерот со професијата со која што се занимава од самиот почеток, а не жените знаат како во почеток е добро, ајде пејат си, после тоа ти копаат по мозокот, не по гробовите, така да не знам, за мене професијата не те прави ниту верен, ниту било што. Јас така размислувам бидејќи прво се занимавав со манекенство моите 15 години, некако за мене работата е нешто што го сакам и уживам и едно сум на сцена, друго сум тотално приватно. Димитар, ти не остави твојата сопруга сама да се слика по Долен Веш? Отиде со неа? Зошто го направи тоа? Од доверба? Од недоверба? Или ти сакаше да си го покажеш телото? Јас се чудев кога не викна двајцата. Некој сакаше да плати по Долен Веш да ме види. Вајда не било за тебе на мене, ама фала ти. Вака ја гледам сликата, извини, брат, ама незгодно ми е, те знам сега, по гаќи да те гледам. Убаво искуство беше тоа да ти кажам. Пред се заради тоа што прв пат правам нешто такво. И особено беше убаво искуство заради тоа што го направивме као пар. Затоа што тоа е сосема нешто нормално во светот, а овде ретко кој се осудил на нешто такво.
И целата кампања беше наменета практично за да се покаже дека не треба да си совршен, а да си сепак горд на себе и на тој што е до тебе. Затоа што и со самото тоа што да речеме бевме во период кога Сара Тазе се породи со Кирил и нели сите тие трауми што ги имаат жените во моментот кога раѓаат и после тоа и физичката промена и колку е тоа тешко за да се врати жената, тоа многу добро го знаеш. Мислам дека беше идеална можност за да се мотивираат сите парови дека да се сликаат голи и да се стават на насловни, да. Чекај сега да те прашам сериозно, ќе ја пуштеше Сара да се слика со некој дечко таков позгоден? Ама Сара се слика, Сара снима спотови на И Сара, немаш проблем. Ма зашто би имал проблем? Како така се некако случајно надуре на спотови? Едно стори пушта Димитар. Се Па Димитар ги чува децата додека е она на спот. Баш кај што децата сакаат да дојдат за да видат мајка им како работи и што работи. Ако збориш конкретно, Сара доеше за тој спот. Ја ништо немав. Морав да го однесам детево да јаде за да може да продолжи Сара со работа, така што Чекај Димитар. А и на крајот од денот може да ти кажам уште нешто сега, извини. Се е маркетинг. Значи, Не е вистина. се е маркетинг у смисла на тоа дека да, јас сакам да ја промовирам сопругата, дека ќе вади нов спот и дека ќе има нешто ново, зашто да не го споделам тоа. Добро. Тони, ќе му кажеш нешто или со кашлањето Па не, точно и Кристина и Димитра го кажа многу битниот збор подршка. Значи, за да Мора те функционира... пофалам. Сени не ме фалиш. Не, ја исто Молим те. Ја имам апсолутната подршка само од ги се сопругата за мојата професија, која исто така е. Ја мислам дека у последните 6 години живеам во автомобил, патна торба се извинувам, и во хотел, хотелска соба. Или некој изнаемен стан, седно. Така да подршката е многу битна, посебно во обострано. Мислам да не се и кон мажот и жената кон него, нели он кон неа. Битен елемент што им треба и на двајцата, без кој што бракот, да речеме, најверојатно би бил многу тешко, мрачно место. Ајде уште да го завршам ова со позади секој маж дали стои успешна жена или подобрата дефиниција е дека позади секој успешен маж стои жена која што верува во него. Вака, апсолутно. Мене ме прашуваш сега. Па позади секој успешен маж стои успешна жена, значи две компоненти за успех. Ако не е успешна жената, најверојатно и мажот нема да е успешен, ако нема да е успешен мажот, ни жената нема да е успешна. Значи за успех се потребни двајца прво. Не е по мене не е навредлива, ниту е битно редоследот, ама ако идеме по џентлменството, еве нека биде. Јас би кажала, извини што те прекинувам, можеби паметна жена стои позади секој успешен маж. Се вака. Не мора да е успешна, може само да е паметна и да е верува, подршка. да. Може. На мажот му е многу битно да верува жената во него, да го поддржува, да го допира нежно, да го прегрнува, да го бакнува. Тоа зависи од вкусот нежно или не е тоа. И кога може да дои И мажот. да речеме да не го Ако може. да не зборува како беше тој што го викаат во исламот, нели да не зборува лошо за него пред неговото семејство, зашто тогаш неговото семејство ќе биде против неа. Тоа е логично, нели? Тоа е еден момент убав, да речеме. Видиш, прошлиот пат со поп бев у емисија, сега сум со оџа. Мажот треба, мажот што Многу треба добро ми ги наоѓаш овие верскиве, Значи, овакво, да. свештеници. Иншала, дете ќе те посветлиме, ќе дадеме. Ајде. Димитар, ајде ти на темата. Па јас Ти дали- повеќе би кажал дека не е позади или не е толку важно каде стои, повеќе би кажал дека до успешен човек стои уште поуспешен човек. Не е важно кој е прв, кој како, важно е во се она што го правиме, и ако навистина сакаме да го правиме, кога стана збор или работата, бидејќи кај нас, секогаш успехот се мери според тоа колку имаш створено на работно поле, колку имаш создадено. А не е секогаш така. За некого успех е да изгледат деца прави, живи, здрави, да ги усмери на Тоа е прав пат. успешна жена, За точно, некој е успех да биде жив, здрав, сакан, среќен. Значи не сите луѓе се задоволни и успешни ако само на работа се успешни. Затоа сметам дека успехот за секого е индивидуален, но најважно е во она што го правиме да имаме тоа што го кажа на почеток, огромна поддршка од она што е до нас. Затоа што ако немаме поддршка,
енергијата која што сакаме да ја насочиме кон успех, ќе ја насочиме кон објаснување и расправија со тој што е до нас, наместо да се насочиме на нешто по-конкретно и по-убаво. Нина ти рече дека многу ти е тешко да направиш компромис во бракот. Се научи? Не ми е тешко, него најтешко. Најтешко. И зашто? Не се научи да направи многу сме компромис, него различни. мажот свати дека мора да слуша. Но Па и тоа е компромис? Па да. многу сме различни и плюс јас сум еден фрик што има изгледа и OCD, ADHD, све тоа е од новиве болести. Чекай, што имаш? Ние LCD само имаш. Знаев дека си на нешто. OCD, не LCD. Знаев дека е на нешто. ТХЦ рече, не е ЛЦД. Во принцип, многу сме различни и ги сакам работите на одреден начин под одредени услови, јас како што мислам дека треба да се направи. Не све, работите реков, не све. Не сум фрик. Имаш толку. милост, окей. Сега, например, јас сметам дека кога си доаѓаш дома од работа, боле 4 пати да застанеш на 4 различни места да купиш се што ти треба и да дојдеш дома, николи да дојдеш, голорук, и пример проста ситуација. И после па да излагаш. Него мрзи да излага, а јас се нервирам зашто не се врши тоа нели, по некоја моја логика, ама неговата вика не бе ќе идам, си облечам тренерки. Ќе си спушвам очи, па ќе идам, па ќе се вратам. Сега, Што толку сака надвор да е човекот? Цигари па да пуши. Не, да се труе, будала. Надвор не знам. Дема е прво да се Чекај, дојме дали- дома, па после ќе излезам. И сега тие се некои работи што нас направат многу Ке различно. настине, бе. Ти за друго се секираш. Чекај. Значи, мирно излегува од дома или под присила Дали излегува става од дома? прв темп кој искачи? Сам. Кога искаш Сам да излегува. Викам, како Дивни нека облечи си. мрзи, Нема да ви настинеш. само се фрагирам. Да не ме мајчка покажи. Добро. Ај сега вака, значи вика дека денешниве девојки сакаат маж, ама не сакаат да се земат. Сакаат љубов, ама да не е некој папучар. Сакаат да помага по дома, ама да не е некој лигле. Да им дава подароци, ама да не е нели приглуп. Да заработува пари, ама да не доминира. Дали ова до толку збунува, па остануваат сами жените и викаат, ама не можам да си најдам маж. Дали се до толку захтевни? Ајде, девојчето што е соло во моментов. Исто и ти ваков бараш? Па искрено јас не барам, сами си дај. Ваквите? По дефиниција. Да, жените у денешно време навистина претера и поради тоа мажите не знаат како се однесуваат со нормалните девојки, тие што имаат нормални некои принципи, сваќање. Останавме, можам да кажам, мал процент. Не знам, за мене најбитно да е лојален, да знае што сака во животот, не ми е битно што работи, битно ми е да има амбиција, да не морам јас да го терам бидејќи ми се случило и тоа, така да си работи, да ми е и мене поддршка, да не ми прави притисок и да разбира што работам. Во мојот случај, Разбран човек инаку си жените да не знаат што сакаат во денешно време, така да Кажите, они не знаат што сакаат. живеат од парите на мажот, а мислат дека се битни. Не си битна, некој те финансира и не можеш никогаш да добиеш во очите на мажот, никогаш нема да го имаш тој респект како на пример жена која што самата работи, затоа што кога имаш свој пари не може никој ништо да ти каже. Сериозно, а кога си во брак не се делат парите на мачко-женски нели тони? Па добро, ма живеете се во делат. бракови каде што Впрочем- работи само мажот или само жената, без разлика не делам. Впрочем, една од обврските во бракот, според Божите правила, е дека мажот е тој што треба да обезбеди се што треба да функционира семејството. Мислам, сега, јас знам дека Роза Луксембург и Клара Цеткинот, како ги ставија жените у панталони, малци ја изместија некако планетава, може би у извини, жена. Мислам, жената е убаво сега. Од Роза и Супер што ја ставија у панталони. Инаку знаеш, Имам сукња под панталони. знаеш што викам, среќа што жените ги ставија, иначе како јава ти текне една страха вака за греото. Супер у панталончиња. Сега може и мотор да вози. Да ти паца Не, и ама сигурно па замисли не ги- така да возеа мотори ден денеска. Ама сигурно не ги ставија за на 8 март да има кафани пуни со жени качени на маса на чоч. Ма во ред, супер е, жената треба да прави тоа што сака да прави, но таа е столбот на семејството. Мажот од памтивекот како постои човештвото, најверојатно постои војната, војните ги воделе сите мажи и гинале таму. И Ама ги воделе за жени.
Викаат и за ресурси. Добро се. Колки ја видиш? Колки ја видиш? Така да, мислам и не многу, Непроверено. многу пати во моментов, да речеме, нели, во светот беснеат жаришта кај што жената е таа што го мажот е некаде најверојатно или на фронт или негде испратен. Затоа жената, мислам, според мене и Или центар. снима у Србија. И на или снима у Србија или И тоа е фронт. И тоа е фронт. Бога ми какви борби водеше табу. Зависи у која епизода и на која серија. Добро, порано ловеле мажите да донесат така порано. Тоа е Порано- задачата на мажот. Ама денеска многу мажи не знаат да одат да купат, а не па да уловат Ете нешто. го! Извини. Ама твојот често оди во продавница. Добар ловец. Не, он мрази да оди во продавница, ама ако веќе мора да оди, одбира да оди 2 сата од кога ќе се Добро прибира ја дома, префрлија да топката на Маши. Супер. Не, да, Океј. Да здивне срединава малце. оди. Да му доштам да доја. Ама Кристина рече не знаеш да ловиш. Како Ај, го дојди трпиш? молим те објасни shit, каков не. ловец си ти. Како го трпиш свака час? Глеј, има една многу важна работа во поглед на ова што го зборува Тони. Да, Библијата вели така, да, историјата вели така. Меѓутоа, во 2023 година, во сите модерни времиња, се уште ги имаме истите улоги, со една единствена разлика што компромисот во семејството кажува што, кој, како и кога треба да прави. Значи, ако има жена која што е способна, амбициозна, која што сака да работи, која што сака да ја гради својата кариера, која што сака да остави печат за себе, не можеш да ја кажеш ти биди домакинка и кувај грашок, чувај ги децата, а ја кидам ке лова. Тама работа. А од друга страна па, мислам, кога се бираме за партнери, бираме кого бираме. Значи, ние не може да се бираме и после да речеме, еј, знаете што, јас се премислив, сега ти ќе бидеш домакинката, а ја ќе одам ќе работам и ќе пијам ракија после работа. Буде тоа ќе бидам. Да, така што сметам дека сите овие работи се ствара на дополнување во самиот брак и во самиот компромис кој што го живееме, бидејќи бракот е компромис. И ако жената смета дека треба да работи и дека треба да го надополнува и буџетот, бидејќи нели за пари спомнавме и за се она што сака да Немаш го прави. ништо против, нели? Па не, Ако имам сака за, да нешто имам допринесе. против, имам за, заради тоа што ако тоа ја прави жена ми срекна и ако жена ми сака успех во животот, никој нема да ја спречи, туку напротив, wife, ќе happy правиме работи кои што се во рамките на можностите на едниот и на другиот, за да имаме семејство, за да имаме здрави деца, за на крајот од денот и детето да види што за него представува татко, што за него представува мајка. Зашто две мајки нема да бидеме, нити по двајца татковци. Е, сега, Боже мој сега. Ега, Да. ја не би бил толку сигурен као и ти. Не, јас за мене си кажувам. ма Види, се. па пак доаѓаме до заклучокот, значи, Не за две мајки сигурно нема да бидеме. дали би се степала ти ако некој, например, го навреди твојот партнер? Нема застанала потреба, во одбрана? Може? Ми делува така? Извини. Ти делува дека ги Јас се бев степа? каратист 5 години, ама не би се тепала искрено, затоа што не би било со машко што не знае се одбрани на навред. па ето така. Реално. Вие што кажуваат дека не секогаш да знаеш. Не, нема врска. Јас Сега не сум се за да ве степала, нема гледам ни сега. поубаво за тоа, нема врска. Да, Што сака? Ангелот е... Па што сака жената исто? Што е најголемиот страв на жените? Дека ќе остави за друга жена? Не е точно. Уф, па Па, тоа е по ама тоа е истражување. генерализација. Ама тоа е по истражување, значи Добро, не, ја не постои сум оние мислил помалку, тоа. оние проценти. Најголемиот Пострашно е за друг маж ако тоа остане маж. И обратно. Добро, И тоа е мажот додека исто не го си, мисли, додека значи, не тоа е си заемен зрела, може би. Заемен Ние ништо страв, не ти така. сакаме. Ако тој страв успееш да го Врати се Димитар, добра е она, така само збори. Да, не, Да. супер, одлично. Остра е штиклата, ама не се Да. секире. Али Не знам, надалеку спорогаѓа. Не знам зашто ги мешаат работи. Еве, пример, домакинка и јавна личност или пејачка или што и да е. Па не значи дека ако пеам на бина не знам да сварам шпагети, да направам нека пастели, да сварам па и дај нешто во тој по-комплицирано, тоа контекст. Не, знам и град да на варам. италијанска сме на Не. медитеранска исхрана. Не дали знаеш соја да свариш или мусака да направиш, туку повеќе во насока на твојата функција во семејството, значи да не се свати дека примарната функција на жената е да биде домакинка. Добро, да, само домакинка. Значи и тоа да и е професија, затоа што домакинка е full time job. Значи да биде само дома и да биде само домакинка. Домакинки нормално дека се жените дома, меѓутоа да не е тоа единственото нешто Во за некои кое што- држави да. жените што се така земаат плата од државата.
Просто едноставно затоа Значи, македонија не се исплаќа да си домаќин. Така е, може. Абе, баба ми имала завршено средно домакинско, човече. Значи, Така е. кај што ги учеле да шијат, ги учеле да Јас сум готват, ги учеле да... Баба ти си значи. Домаќинство. Ја на баба ми сум готвач. Така ли? Да, и шијам како баба ми сингерици. Сега, дали сега кога зборуваме за Очигледно и тоа? доењето ти од тоа. Извини, што се навратих на тоа. Извини. Охо, Сега више немам млекото. до 2033-та. Секна. Имаш мали крузови? Си стал вакви? Дали, во суштина, порано се знаеше поделба на машко-женски работи у домот. Тоа значи дека мажот е задолжен за поправање на казанчиња на славини, жената е задолжена да бира завеси, мажот не се меша у бирање и заради тоа имало поголема хармонија у домот. Ма и Сега тоа- женава во Колку све сака. Чекај малку. порано, кажи само. Ама тој и денеска е така. Ама човече, Ти порано. еве јас ке ти кажам кај нас домата денеска е така, значи ја косам дали трева, заради тоа имате чистам хармонија базен, гаража средувам. Ама не се мешаш у завеси. Бркам глувци, шушна нешто, искачам со ламба да светнам. Куче 6 дена барав сега, беше изгубено. Ама дали поделбата на машко-женски работи во домот на вистина прави хармонија во домот? Ти, например, ја ако чекам сега, ај ти сега одлучи какви завеси треба да земеме, Абе, па тоа ти за некаш завесите да одлучиш. и да немаме па завеси не е знам, проблем, више. него. Го давам само како да. пример. Тоа какви гимнастики се. Па тоа се гимнастики што го одржуваат бракот. Ој да ти покажам да видиш какви завеси сум видела. Дојди вамо и гледаш. Ова, која ти се свиѓа ова? И оди Ова, погоди, а ти која е? Ова ти се свиѓа. Абе оди бегај таму, ајде. Значи не ми помагаш кога бирам завеси. Значи ништо не ми Тоа е тоа. помагаш. Што е со тебе? Значи не знам што. А ако кажеш не знам одбери ти, окей. ја да одбирам, па ја сама живеам овде. Па чекај малце. Чекај да И се ти ќе ги отвори. гледаш истина завеси. А они знаат да се смешка. Дали е така, Јука е така, е така. Значи стварно сме такви. Па тоа Тоа е. прашав. Значи, Никако не ни се Стварно погаѓа. сме такви. Па стварно сме Ама нема такви. врска шо. Ние за тоа немаме завеси. Така е. чекај, ама не, нели не Исто треба... не. Ама добро за други работи. Ама нели не треба Кој ти жената каже, да се... еј, мислев нешто и тачно знаеш, што те чека. Еј, мислам нешто. Пребаци го ова, од таму ова, искречи го ова, тргни го, нешто размишлям. Нели не иде жената да се меша, да каже она Иде, сега зашто каква да не иде? славина, да каже кој мајстор е поевтин, па да оди да кажува какви делови треба за колата да купуеш. Не. иде. Јас со мајсторите им викам вака. Господине, да ве замолам, викам една работа. Викам многу сакам прекидачот, викам за светло да не ми е горе, него нели кога влагаш па го бараш горе у небрано. Да. Овде доле викам вака, да ми е пошто сум видел устранство вака, а овие штекерите да ми се горе за да не може детето да ги докача. Логично е, кабел има дугачок. Така, нема проблем. Се враќам за 15 минути, све обратно од тоа што им кажам. Доаѓа жена ми и настапува тука. Слушај, ова вака и вака. Океј. И така е. Добро. Значи, да. господине, Тоа е ќе ве точно. молам, такви работи, така да... Не, треба да се меша, ќути да не се мешаше жена ми до сега. Куќа ќе немаме. Не, абе види, хармонија, Жане рече хармонија, не треба бракот да е хармонија. Хармонија е рамна линија. Рамната досадно. линија е линијата на смртта на онаа екраните. А линијата на животот, таа е стварно многу шарена. Па ќе се смирите, па ќе дебатирате за тоа. Иде по линија. пладна емисија да не збориме после кавга што е најубаво. Ама окей, старите знаат. Уште една кавга. Така да, мислам, според мене треба да биде тоа нели еден ролер костер во кој што заедно двајцата се држат за рака. Значи тога е Така е. и како да кажам, ако на нејзе треба да треба она да му верува на него, он да и верува на тоа е довербата, тоа е поддршката, тоа е почитувањето, тоа е нежноста, тоа е љубовта, тоа е убедувањето секој да не јас нема романтиката, можеби да и делиш комплименти како што треба да и делиш. Иако тоа сите не го правиме, мислам буквално не окупираат некои Нема, глупави можеби... обврски и не знам, некои тегоби носиме, од надвор ги носиме приказните внатре, па со нив се расправаме. Нема, можеби и тој момент на тоа дека жената сака све сама, па не дозволува да ѝ се доделат комплименти од типот она кога ќе ја видиш со кесата се натоварила, целата што ќе речеш и Рамбо мој. Не има, иде. апсолутно. Нели? Не иде да ја доделиш некој нежен комплимент. Значи, кога не е женствена, пошто сака да биде машко, све да направи.
Па добро, можеш да ја кажеш дека е многу силна. Например, дека трицепсот ти е супер и дека стегнато Браво, треба да работи маче. на вратни мускули. Да, И можеш, треба да, можеш. не знам, потоа, овој глутеус колку ми се допаѓа, значи, Како ти доаѓа од израз од кесиве? Како окей, да има се начин, прави? Има секој начин. има нешто, Така е. на што се... Треба само да знаеш Окей, како. само треба да го најдеш, вајда сега, ме испровоцира. Ама нели жената обично Нека- така од памти век дека нели Ама од памти, ама од добро. пред два Ама саати. зашто ја прави жената ти Марија Антоанета Не, со не, не, бела ама- пудра, Не, анемична? ама, По добро, па имаме Не, не, Јован општото, Корленка, општи- например. општото сваќање Која што се за- тепала Така е, тешко. со мечот Со потежок. мажи, убивала мажи, рицари паѓале под нејзе. Има жени војни во историјата, има Антигона. Пази, која мија се Мара дигнала- Бунева не мора да идеш до овакво, до таму тебе до мислам. Јован Корлеанка. Не, доколку Ама нели сакаме сега назад во зборувавме историјата, дека- што во туѓите народи, што во нашиот народ може да најдеш жени хероини кои, мислам, стварно машката храброст, ако е она мерило и ако постои воопшто некоја единица мерка за машка храброст, Тоа е жена. така е, тоа е бракот. Тоа е најхрабар мажот. Да, да. Добро. Тука треба стварно Чекайте се. Храбро да издржиш. Медицина, ова малце, време. ама окей се снајде. Добро е, добро е. Ајде вака, пошто поделба на машко-женски работи, има некои работи во кои вие мажите не верувате дека ние жените можеме да ги направиме, па ја ќе ви дадам некои ситуации, па вие ќе видите. Подобро, па и ја ги дадам некои Па сега ќе видиш. Да видиме Кристина како ќе изреагира прво, дали ќе побара помош. Што ќе направиш? Ти снемува бензин во град. Значи се јавуваш на некого да дојде да ти помогне или земаш тоа, тубата, зимаш такси, одиш на бензинска, се враќаш, си ја палиш колата. Па до сега во животот сум имала мажи што подобро пешки да тргнам, не ни такси да не викнам пешки со тоа до бензинска. Сама? Сама. Сама. Добро. А да ти Океј. дам ја еден пример, сакаш кај што стварно? Што? Ми се јавува Сара и вика, свети нешто жолто овде. И ја вика, добро, што има на сликата? Не знам, нешто овде со 2 точки е тука жолтово. Добро, чекај. Филип, шо тоа со 2 точки, чек енџин беше? Да, чекај. Сара, ништо страшно, фати такси, дојди, ја ќе дам ќе земам утре колата. Тоа е реална ситуација. Добро, е, ти се јавила. Па не мора све да знае жената. Мислам, она знае дека све знае, ама Добро. не мора све да знае. Добро, окей. Нина, ти не успеваш да излезеш, да речеме, тука на паркингов. Мислам, има простор, меѓутоа некако не успеваш да излезеш со колата. И стои некој дечко, те гледа и ти вика, ти тропнува на прозорот, ти вика, девече, а излези, јас ќе ја извадам колата, ќе му дозволиш или не? Зависи од ситуација, ако сум цивната може да му дозволам. Ако изгледа Пошто добро. очигледно не иде, брате, не знам зашто гураш. Не иде, излезе, ке ти паркира, дечка и си još дома. Значи, 20-20, така? Која си запла паркира. Да, тоа е тоа. Ти вози ја до дома, Добро. Тоа. Ако ми сме требало и кол. Само да го направам Никога ќе тоа. паркира, Од нешто внатрешно ќе му кажам. Фала ти дечко на помош, ама се зинат, ама ќе извам, извини, ништо лично. Знаев дека и наетот е таму. Да, Димитар, значи, затоа викам, зависи која е причината заради која што се мучиш да излезеш. Дали е само тесноста на паркингот или уште нешто дополнително? Добро. Димитар, ајде сега ти вака. И тебе Дали ти се јако паркирам ми тропа некоја жена да ми ја извади колата? Use your imagination. Ајде, детвај чекам за моево. Чекај, истото. И тебе ти се расипала колата, значи и те гледа девојка на пат, има ист модел како твојата кола, значи застанува и вика, може да погледна? И значи погледно е, нешто ччно е и колата стварно пали. Веруеш дека девојката стварно знае што направила? Или се Да, викаш бе, ова е зашо да не? среќа? Не бе, зашо да не верувам, верувам. Сигурно? Шо бркаше тоа? Не, ја мислам, ми вика ќути. Престани. Верувам, зашо да не верувам? Веруваш, а? Дека може и Верувам. девојка Гледај, да знае. пак ја што- кажам, во модерно време имаме таксистки, кои што дефинитивно поише го знаат градов од пола таксисти. Имаме шоферки во ЈСП. Не знам, механичарка немам видено до душа, ама зашо да не, Имаме има жени оджачарка. што... Има. Од джачарка има. Джачарка магистар. Браво. имаме. Ете, Тоа по гледаш. никоја случајно го знам, Замисли од зашто джачарка на магистар да семинар дојде да го ти ја чечне колата и да ти проработи. Со ситуација имам друга ситуација Со кола? со Тони. Не е со кола ова. Имам спремен одговор за Сокола. Значи вака, ти си пијан
И значи пред зграда си и не можеш буквално да влезеш, нели? Во кола? Дома да си влезеш, не во кола. Не може дома да си влезе. И сега поминува девојка и вика, ај вика подпри се на мене, ја ќе те внесам, ќе те донесам до лифтот. Прифаќаш? Или како Многу реагираш? те па жена. Веќе гревам Ке лазам на горе. Со зуби по скали ке се качува. Ти си беше жале, бе. И него. Звониш Александра. Да, само, Да се качува по скали со само зуби и само нема на да девојчето прифати. ги кажам. И звониш на Александра и кажеш, а ти девојче многу. Се гледа. И толку со зуби, на 4 ќе преспија малку на првиот спрат. Ке се освестиш од ладното, ке ти дојде сила. Не се предава од одма, оп, наслони се на девојчето и после што правиме? Позна, кај ќе си, друже? Опа! Кај ќе се носи девојчето? Не, сериозно нема. Викаш, Ако камо- дојде маш, ќе му дозволиш да те однесе до лифтот, нели? Да ти рече Знаеш, сега е чудно време, више ни тоа не би било. Не сум ни таму више толку комотен. Не. На него може да покажам. Најпаметно, кај си пиеш дома, Тоа не ни да треба, те вади брат. некоја паркинг, ни по скали, да те... Дома ги си најбезбедно. Не, чудно време е, жене, не. Ова. Освен да го знаме, птен, па и тогаш. Еве Димитар, Никој не може да му се верува. еве Димитар, ако дојдем на него може. Димо може, нема проблем. Димитар. Ја на раце ќе го однесам. Добро. Со Honda вежбаме за тоа. Дима нема Со проблем. Димо, у Тански се отидам. У Виенс. Пуштајте малце реклами за пауза. Да Тоа е супер. Само нека прозвучи нешто конкретно. Само нека прозвучи нешто конкретно. Се вративме назад. Дај да почна малце сериозно, може ли? Да му се обратам на господинот професор. Значи, Тони отвори актерска школа. Да. Да, кажи ми како иде. Па супер иде. Супер, одлично оди. Имаме 3 групи на различни возрасти од 5 години до 25 години. Да речем. Така некако јас уживам во тоа, мене тоа ми е мојата Пошто ќе биде шоличка на чај, како се вика. Пошто ќе биде уникатна школата, освен тоа што го имаат Тони и го имаат да речеме Александар дека- Михајловски како професори. Па да речеме дека ние како со нашите системи, нели постојат системи по кои што се работи во театарот, но секој актер со текот на годините, секој режисер гради собствен систем и ние со нашиот систем се надеваме дека ќе успееме од нив да направиме деца кои размислуваат како актери. Ние нема да ги научиме можеби да глумат, но доволно е да ги научиме да размислуваат како актери. Ке има визитинг професори од Србија. Па од секаде кај што можам со кој колега би можел да направам еден краток workshop, условно кажано, тоа е денеска модерно, нели? Да разменат искуство, да ги однесеме на снимање некаде, да видат како изгледа тоа, да ги однесеме во театар, на проби, самите ќе продуцираме представи, ќе правиме за крајниот испит, условно кажано, што се вика, нема испит таму, сите поминуваат, сите положуваат. Убаво е да се работи со деца, со млади таленти, убаво е да видиш колку во Македонија има луѓе и деца кои го сакаат театарот, филмот, уметноста. Одлично. Сега вака имаше ти еден, мислам имаш многу ликови, нели? Од и во театарот, и во сериите, и филмски, меѓутоа и јас имам еден омилен лик. На што те подсетува ова? Ова на Верки. Верки Тоа ти е омилен лик? Да, Верка ми е омилена. Нема, пази, таа ми е од водителската фела, да знаеш. Држи го ти ова, на крајот ќе те замолам Верка да ни го даде заклучокот на емисијата. Може ли Верка? Ама не, Верка никад не била соло. Да, ама, знаеш... Знаеш како гледа? сега, знаеш зашто ти го давам Океј, ќе се ова? сконцентрирам, ќе видам. Дај мој моливче за зубот да си го исцрди. Знаеш зашто? Како да ти кажам, тоа беше ајке може да објаснам. Процедура за Верка, ама нека зборат малци и другите. Јас само, знаете зошто ми е битна Верка? Чекај сега, само ќе ви кажам. Зошто ми е битна Верка? Сакам сега да ни објасниш. Оти, нели, се влегува во улогата. Тоа е дел, нели, од професорската, она што вие го учите. Така е, Мора така да е. се влезе во улогата, па треба да се каже, значи,
што жена била верка, дали верка е удовица или не е удовица, дали верка значи има швалјар или нема швалјар, Да. како се чувствува верка и така да ја стварно. покаже, нели така? Бекграундот на верка. Двете беа верки, значи две верки, Мене верки, оваа твоја монтажерки. повеќе ми се свиѓаш. Можеше да се вика и поинаку, меѓутоа ајде нели попладнете и да емисија, имаше и верки монтажерки на крај. Излезе, иначе тие верки мутираа. Прво бевме некои чистачи со пуцвал фризури со микрофони. Па имавме со палци, цртавме на палци. Тука еден присутен момак. Исто во раѓањето на сите тие наши вау, маестрални идеи со дел што ги имавме и некако дојдовме на крај дека бабички две кои се хајлендерки. Значи живееле уште значи со Александар Македонски. Од тогаш датираат и до ден денеска се уште живи. Нема што не памтат они. Значи се родиле 2 дена после ладењето на земјината кора. Така некако би било Датираат тоа. векато. На 8-миот ден Господ ги создаде верки. И буквално така ни беше приказната и стварно тие верки беа времеплов. И мислам дека сама како верка, како соло никад не би била Еве, сакаш ли да полна. бидеш другата верка? Не, може, прво не сум толку висока од слушај. неа. Да. Не, ќе И те второ- научи Томни, ќе доеш кај него у школа. Океј, јас мислам дека можеме да завршиме. Верка, ти спреми се, стај марамата. Значи, овде ви доделувам подароци од нашите драги пријатели Кенди, значи ви даваат и витамини, имате и витамини и минерали. Ова нешто ако ве боли, значи да си се намачкате. Зборавте за алкохол Имам, за ова зона. значи имам од Барнер наочари, овие ви се за заштита од екранското светло, сите ги имате, можете да ги проверите. Веро, имаш наочари ако ти требаат, повели од нашите драги пријатели Flex Credit, исто така имате подароци, тука можете нешто и да се пивнете, имате и да си замезите. Кредитче има? Повели, имате, не, сега ќе ви го дадам кредитчето, стои, ова да не падне, значи, стои. Не се зезам, значи од нашите драги пријатели Халк Банка ви доделуваат ваучер во вредност од 1000 денари, повели, доколку имате сметка во Халк Банка, во тој случај ќе ви ги надополнат, а доколку не ќе ви Само тебе ти дадоа најсмешни. На сите, најсмешни. Ја имам сметка, не мора да ми даваш. Дај 500. како е? Не дај 500. Осети. Осети малку. Сети го. Сите Дај да го почешам ваучерот. има за сите, да. Значи, веќе спремна ли си? Не, ама нема врска со тега еле Добро. На крајот последното прашање во овој стил во кој што последниот дел беше, значи може ли да се зборува за рамноправност помеѓу мажи и жени, кога маж со спуштени панталони трча многу поспоро од жена со крената сукња? Нели? Тоа е многу, не може да се збори за рамноправност кога збориме за неверството. Не може, мажот ќе биде фатен секако и секогаш последен ќе дознае. Знаеш како го викаат тоа трчање? Пингвин ран. Така, добро. Така да, мислам, али рамноправност, да, има. Ако некој од овие работи што ги дефиниравме денеска, точки потребни за да функционира, мажот и жената имаат неколку работи што може да ги прават и тоа да биде убаво, една од нив е да имаат убав, среќен и успешен брак. И сега поточки унутра што требаат, а тоа е првата и основна работа што може да имаат. Кога се земале веќе, тогаш ајде тоа нека го направат да биде убав, успешен, среќен место, нели, во кое што ќе доаѓаат, ќе одат, ќе се враќаат. Така, Димитар? Па, јас не можам да се согласам дека може да има рамноправност, туку повеќе би кажал во насака дека различностите не може да се исти, туку може само да се надополнуваат. И може да прават една целина, ова што го збори Тони. Бракот пред се е целина од маж и жена. Така што многу е поубаво и поскладно кога ќе видиш прекрасен брачен пар кој што се надополнува, отколку да видиш борба на бикови за тоа кој е порамноправен и кој е поеднаков и кој повеќе права и што се има. Одлично. Нина? Рамноправност, јас би рекла дека веќе има. Кој мене законски ми брани нешто дека не можам да направам. Да тргнеме од тоа. Тоа дека не можат мажите да родат е одма неприкод. Значи од старт кажуваме не може да се направи споредба. Али може да дое. Али може, пошто ја имаме рамноправноста, ајде нека биде тоа рецепт за добра кохезија.
Не мора да е брак, партнерство до животот, нека како сакате да наречете го. Правата веќе ги имаме на сите нас, а како ќе ги искористиме. И убаво се кажа уште од сам старт, кога се зимаме, гледаме со кого се зимаме. Така е. Ако едноставно некој вика не може ти да искачаш навечер, ќе месиш пити дома, имаме проблем од старт. Пошто навечер имам настапи, а со питиве не сум се научила уште да месам. Спреми ја питата од сабајле и оди на настап. Нема проблем. И измеѓу 2 и 5 сабајле Касно имам време Стасо за е себе. питата така. Така да Подметни му пита. Најди се, нарача е готова. Ја ли да те кажем? О, загреја, ремата купи една. Имаме на нас Ми изгоре, човече. Ми изгоре пита. рамноправноста ја имаме на нас, споредба не. Рамноправноста имаме до нас е како ќе искористиме. Добро. Така е. Ајде. Кристина, ти пошто не си во брак, ги слушнавме оние кои што се во брак како размислуваат за рамноправноста. Ти Фала што Богу, не викаш? сум веќе. Чекај, ќе бидеш? Па јас мислам строго да се воведе воен рок. Мислам дека треба секој маж да помине воен рок и јас мојот син ќе го испратам затоа што мислам дека е тоа многу важно за секој маж да го помине, да се научи малку на ред и што значи да се биде машко и 3 месеци може да издржат претходно деле по година дена. И мажот треба да биде маж, а кога еден маж ќе биде маж, жената нема потреба, тоа се труди да биде машко. Така, Многу одлично убаво кажа, кажа, стварно. Многу убаво кажано, Фала ти, добро. Многу убаво го кажа. Момци, за да не бидете За воен здрави, рок и јас се согласувам. Држи ова. Сите сме А си бил согласни ти за во тоа. војска? Не, воен рок. ама многу сакав да одам. И јас исто Ама моите на факултет ме тера да идам. погрешив. Ај, фати очи нешто во војска кино. Тоа е мојавето. За крај, момци, ви благодарам многу да сте ни здрави и живи. Значи, за вас имам по еден ваучер од Newborn Clinic, од Центарот за плодност, повели Димитар. Уште ли плоден треба? Да, Уште повели за колку? тебе. И повели за Фала. тебе имавме исто, повели Мене да ми сте се- ни здрави и живи. Која ми се плодни денови ова? Од позади си ги пишуваш. Кога си во овулација? Леле, што пишеш? Да сте ни здрави и живи, значи треба да одите на лекар. Сакам да ми идете здрави и во умот и во снагата. Тоа е најбитно, така ли е? Пошто за нас две се предпоставува дека сме. Сме родиле добри сме, Ајде. така? Ја мислам дека после тестов ќе ме кастрираат више Не, толку. мовембар све тоа се пуштува. Спермограм е, Нина, каков мовембар, ова е за колку сум плоден. Ќе биде борба за трето изгледа. Добро. Веро, што научи ти од емисијава, каков заклучок, одјави и О, Жано, да ти кажу, брез 100 години не сум го правила жено, боже овој. Види, јас за брак можу многу да кажу. Ја беше прво одадена за Краљевича Марка. После тоа имаше еден геј брак со сестро му. И не сум нешто задоволна. Ти како си? и мој не е баш арен. Тебе, да, слушај, има една тајна како да успее брак. За муж, на мужот да му кажеш. Значи, овако е. Ти кога ќе погрешиш, он ќе се налјути, нели? Или обратно. Он ќе ќе погреши, ти ќе се налјутиш, он ќе ти се извини. Добро. Ти ќе ќе погрешиш, он ќе се налјути. Ти ќе се налјутиш, он ќе ти се извини. Така е, да, уживај си. И сукаљка, злато. Знаеш ли што е сукаљка? Ето, Значи, тој спасува тоа е све. спас. Фала ти, Верке, фала ми, дечки. Вас ве поздравувам, гледајте не следната недела. Поздрав.